Во тема на денот, како што најавив на почетокот, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Прва вест изминатите денови е законот за амнестија. Вие за ова најавивте еден доста радикален чекор, а тоа е ако влезе во собранието со европско знаменце, дека дури ќе го напуштите парламентот. Чекор што не сте го преземале во изминатите 6 години, колку што сте лидер на ВМРО-ДПМН. Зошто беше толку значајно да ја упатите оваа порака за ова законско решение? Па едноставно не гледам што е европска норма или европска вредност да амнестирате криминалци кои што се осудени за перење пари, за насилство, да амнестирате луѓе кои што помагале во најгрозоморниот чин во последната историја на Македонија, тоа е убиството на Смилковското езеро и така натаму. Не гледам. Владата вели ќе настапи со нови амандмани, нема да се дозволи амнестија на овие лица кои што учествувале во таков грозоморен чин. Добро, тоа е уште еден момент повеќе за да доколку се случи тоа да дојде тој закон со европско знаме, да излеземе надвор од парламентот, да нема потреба повеќе. Не гледам суштината што би правил ВМРО-ДПМН и коалицијата таму и ќе побарам некој поддршка и од извршниот и Централниот комитет да застане позади оваа одлука. Прво, не можам да разберам како тоа може владата да интервенира со амандмани. Па тие го правеле овој закон. Тој закон дошол на владена седница. Тогаш требало да ги усогласат тие работи таму. Јас знам како функционираат работите, како доаѓаат законите на владена седница. Зошто тогаш не ги усогласиле тие закони. Така што Добро, сега нема европско знаменце. Тоа значи дека таа приказна е завршена. Не, кога станува збор за овие луѓе, често пати се случувало и порано да нема европско знаме, па да го повлечат законот, па да го стават со европско знаме. Да почекаме, да бидеме трпеливи, да не бидеме песимисти, да бидеме оптимисти, дека можат и тоа да го направат. Ако тоа не се случи, како што во моментов изгледаат работите, како ќе действува ВМРО-ДПМН? Денеска слушнавме најава за многу амандмани, меѓутоа тоа не е баш прецизно дефинирано. Знаете ли веќе дали се планира филибастеринг, односно планирате ли и на тој начин да спречите да се донесе? Да, рековме дека ќе го блокираме. Со сите оние можности кои што ги нуди деловникот за работа во парламентот. Апсолутно. Тоа многу е релативна работа. Многу е за некого и 100, за некого и 5000. Во изминатите денови еден од најсилните аргументи на министерот за правда кој стои како предлагач на овој закон беше дека сте поддржали исти ваков закон во 2018. Тоа за волја на вистината, тоа што можев да проверам, не е точно, затоа што во 2018 законот за амнестија владата го донела со 58 гласа за и без опозиција во салата на 15 јануари 2018, но сепак тогаш не го блокиравте и не најавивте напуштање на собранието. Што се смени од тогаш до сега? Често пати министерот за правда во отсуство на аргументи се обидува да растори пердови, сега ние треба да се тегнеме за коса која кажува вистината. Неговото да, нашето не, сега оној кој што е по впечатлив во јавноста, тој ја добива темата во суштина. За негова жал тој секогаш ги губи тие теми, вклучително и оваа. Инаку што се случило во 2080 година, предпоставувам имало некоја друга причина и предпоставувам ако се вратиме назад низ времето ќе ја пронајдеме таа причина, но ако зборуваме за денеска, нашиот став е јасен, мојот личен став е јасен, а тоа е дека доколку дојде до злоупотреба на европското знаме ќе го напуштиме, ќе побарам одлука од извршниот и Централниот комитет да го напуштиме, да напуштиме работата на парламентот, а во спротивно ако дојде во процедура нормално собраниска, без разлика дали е таа скратена, тогаш ќе го блокирам. Зошто е волку интересна оваа најава за да биде прва тема кога имаме навистина многу теми за разговор? Зошто ова не го направивте за измените на кривичниот законник на пример? Затоа што кога една работа ќе се случи, велите дека е исклучок. Кој злоупотребиле европското знаме за кривичниот законник и велиме дека е исклучок. Но кога се повторува, тогаш станува пракса. И кога некоја работа станува пракса, тогаш би било залудно да вие ја поддржувате таа пракса однатре. Дали во моментот кога се гласа измените на кривичниот законник, веќе верувавте или знаевте дека тие се предмет на, како што рековте за Frankfurter Allgemeine Zeitung, некаков валкан дил помеѓу Груевски и владата? Па тоа што го кажав за германскиот медиум, ние на што го зборувавме во јавноста, стојам целосно позади тоа. И тоа го зборувавме многу јасно и гласно, за да може на секој еден да му стане јасно што се случувало. И тука немам што повеќе да додадам. Мислам, не би сакал да правиме страда од политичката сцена. Кажавме кои се нашите аргументи, ги слушнавме другите аргументи. И тоа е тоа. Наша цел останува да се фокусираме на она кое што предстои, а тоа е денот после формирањето на
владата на ВМРО-ДПМН, бидејќи ние сме силно убедени дека ВМРО-ДПМН ќе извојува убедлива, силна победа на следните парламентарни избори и сега верувате и јас лично и луѓето во раководството и партијата е фокусирана на реформите кои што следат потоа, затоа што навистина има многу работи и многу области што треба да се реформираат. Едно ти е и судството. Слушнав и во претходни изјави велите дека не сакат истражна постапка јавно да водите, но тоа што веројатно на јавноста и е важно да го знае. Не е било каква кавга ова, сигурно има да ве прашуваат со било кого зошто сте еден против друг, се сакате или не се сакате, но тука зборуваме за нешто што вие го наметнавте како тема, а тоа е дека ќе има некакво предавство на националните, односно обид за предавство на националните интереси. Влијание врз вашата пратеничка група, уставни измени благодарение на некаков Валкан дил. Тоа се прашање од интерес на јавноста. И тоа, јас овие тези ги цитирам од вас, не велам дека е лошо нешто да се случи, меѓутоа ме интересира, ако излегувате со такви силни тврдења, кои се аргументите, освен на УСБ, кое што го видовме и кое што реално може на еден или на друг начин да се толкува? Не сум човек кој што гази на трулаштица, многумина дури и ми замеруваат, зашто па често пати сум и превнимателен. Во јавности со потезите политички кои што ги правам, верувајте и ова е таков случај. А сето она кое што го имам и кое што е дел од ова за кое што вие зборувате, реков и во мој одговор на социјалните медиуми дека лично на лицето ќе му го кажам тоа доколку постои таква средба која што некогаш би се случила. Наш основен фокус останува борбата против криминалната влада на СДСМ и ДОИ. Што се однесува до влијание врз пратеници, и тогаш, и сега, и во иднина ќе ви кажам дека ВМРО-ДПМН и пратеничката група, кога станува збор за овие уставни измени, под овие услови, кои што ние ги нарековме бугарски диктат, не го прават тоа што го прават затоа што се и наетливи. Па имаме намера сега ние да не обструираме владата во работата, па го кочиме процесот, па ние сме сега многу важни, треба 80, ние нема, они немаат 80 и така натаму. Ние веруваме во тоа. И не постои до сега аргумент кој што јас сум го слушнал, без разлика дали на домашната политичка сцена, од домашната јавност или од меѓународната заедница која што дојде, која што разговара со нас, со кој што ќе не разубеди или ќе каже, видете, вашите аргументи навистина во овој случај не се доволно силни. Еве ви ваков аргумент, многу појак. Не е силен аргументот кој ќе ви кажат дека ова ќе биде прв пат сами на себе вето да се ставиме ако не се промени. Тоа е лудост и глупост. Тоа нема никаква врска со сами на себе, затоа што тој кој што го прифатил овој договор, без да се консултира со главната политичка опција во државата и со народот, си ставил самиот на себе вето. Бидејќи сега не може да го испорача. А тоа е триото Пендаровски, Ковачевски, Османи. Мислам, редоследот не е битен во случајов, него обично ги кажувам по позициите кои што ги обавуваат, нели, председател, премиер и министер за надворешни работи. Кога тие го прифатиле ова, без да направат поширока консултација, тогаш тие направиле клучна политичка грешка, затоа што прифатиле нешто што не можат да исполнат. Видете, во ова трио имате политичар... Ова е тоа што звучи како нема да им дадеме за да немаат. Не, во ова трио... Не праша и затоа нема да поддржиме. Не, апсолутно. Ако не праша, ќе им кажавме дека ние ова нема да го поддржиме, па ќе чекавме нов предлог. Немаше тогаш да влегуваат во оваква авантура и да го држат општеството и јавноста во Македонија под тортура и притисок на една тема, затоа што некако се претвори овие политичари за една тема. Верувајте на граѓаните, ова тема не е ни во 10 приоритети, има толку многу побитни теми за сите граѓани отколку овие уставни измени. Туку едноставно им се ежи кожата кога ќе слушнат уште едно ново предавство, бидејќи ако е критериум да вие бидете членка на Европската унија, променен уставот, претпоставувам ние до сега сме шампиони, до сега одамна ќе бевме членки на Европската унија, но тоа е тоа сега. Тие направиле таа грешка, треба да видиме како таа грешка ќе се исправува и како ќе се менаџира. Многу храбро е да имате политичар кој што доаѓа од партија која што има, можеби би рекол 11-12% од скупниот број на пратеници во парламентот и двајца политичари, еден од тотално без политички кредибилитет и легитимитет, како што е Ковачевски, и еден со многу слаб рейтинг, а тоа е Стево Пендаровски, да влезат во авантура, да прифаќаат нешто кое што од нив не верува, во услови што не може да го испорачат, во услови кога
имате една ситуација после локалните избори и двојната победа на ВМРО-ДПМН и промената во раководството на СДСМ, јасна волја на граѓаните дека политичката сцена е променета, не е истата таа од 2018 година. И сето тоа имајќи го во предвид како навигација, сето тоа како инпут во целата равенка, вие носите ваква одлука. И таа одлука сама по себе создава вето, кое што за жал Бугарија ќе го злоупотребува се додека важат овие околности. Добро, има една најава за промена на околностите, со можна промена на самата структура и процесот на одлучување во Европската унија. Доаѓа од Германија и од Франција, а ќе значи дека никој нема да може да го блокира процесот на пристапување до конечната одлука за полноправно членство. Не гледате на ова како една гаранција, како што барате гаранции, дека никој нема да блокира до полноправно членство? Видете, кога сме кај гаранциите, ќе дадам одговори и на тоа прашање, еве да направиме една анализа, која што често пати ја зборувам во последно време. А тоа е дека и во разговорите со меѓународната заедница, а тоа е дека Бугарија бара од нас да 762 граѓани кои што се дел од бугарската заедница во Македонија и го користат бугарскиот јазик како нивен мајчин јазик, барем таква е бројката според пописот, да бидат конститутивен елемент, да бидат дел од уставот на Македонија. Зошто тоа го бараат? Дали нивните права се загрозени? Дали се врши притисок, тортура, асимилација? Ајде да видиме, да анализираме. За македонската заедница во Бугарија вие имате 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбур. Јасни пресуди, од кои што 6 се задолжителни. За бугарската заедница во Македонија имате 0. Се поставува прашањето чии права се загрозени? Кој е предмет на асимилација, на притисок и тортура кога е 14-0? Не е кај нас моќта некого да блокира. Само да довршам поентата. Не е кај нас моќта некого да блокираме. Кај нив е моќта некого да блокираат, односно нас. Дали нас ке не боли да имаме уште една? Вие сте рекли самиот дека нема да боли пишувањето на други заедници како што е Хрватите, бугарската заедница и така натаму во преамбулата на уставот, и дека проблем се другите прашања од преговарачката рамка практично. Затоа велам, можеби ова е најбезболното прашање и силен аргумент кој што можеме да го дадеме за да понатаму биде улеснат тој целиот. Вистинското прашање е тука дали е вистинска европска вредност некого да блокирате кон интегрирање во Европската унија со тоа што билатералните прашања ќе бидат мотив за таа блокада. Да довршам тезата од претходно. И сега ние им велиме вака, на сите соговорници. Во ред, еве, вие рековте дека јас никогаш не сум имал против таа бугарска малобројна заедница во Македонија, ниту пак како Бугарија како наш сосед. Но прашањето е дали после сите оние отстапки во минатото ова ќе биде последната отстапка. И за да видиме сега добра волја од другата страна, ајде, господа, вие интервенирајте кај Бугарија и бугарската влада да барем тоа кое што е незина обврска според многу меѓународни договори кои што се дел и од Обединетите нации, европски договори, така натаму, почитува одлука на европска институција, а тоа е Судот за човекови права. Одговорот е, ама не можеме. Па како на нас ќе ни гарантирате дека ова последната? Ако вие не можете, земја членка на Европската унија да ја натерате да почитува одлука на европска институција. Како мене ќе ми гарантирате дека за 6 месеци, година, 2, повторно, бидејќи не сакам да потпишам протокол во кој што, да речеме, Македонската православна црква, Охридска архиепископија била мајка на сите помесни цркви, или не сакам преродбениците да признам дека биле бугари, или не сакам да признам дека Гоце Делчев бил бугарин, или не сакам да потпишам протокол во кој што Линденското преображенско востание ќе биде бугарско, нема да добијам дополнително вето. Тоа го бараме ние. Тоа не е многу. Ние бараме земја членка на Европската унија да почитува одлука на европска институција како знак на добра волја. Но можеби оваа промена во начинот на одлучување во ЕУ е токму таа гаранција. Дека нема да бидеме блокирани за Гоце Делчев,
за историјата, за учебниците, за јазикот, Не. туку дека ќе дојдеме до точката на одлука за полноправно членство и тогаш можем, а тоа ќе биде процес во кој што нашето општество ќе биде европеизирано, што е многу важно за нас. Ние сакаме во европска држава да живееме. Тоа е прашање на желба. И тоа е повеќе филозофија отколку одреден процес кој што има чекор 1, чекор 2, еве Бугарија е земја членка на Европската унија. Со ово однесување вие велите дека се европеизирани? Ја не мислам дека се европеизирани. Напротив, не само што не се европеизирани, дури не се ни балканизирани, би реков делуваат како некоја држава во која што владее сосема поинакви вредности. Но ајде еве тоа да го оставиме на страна. И јас сум слушнал за тоа за кое што вие зборувате. Брифираа медиуми од Брисел, меѓу кои реномираниот политико, дека онаа работна група германско-француска Дава таков предлог. Дава некаков предлог во кој што процесот на преговори ќе си тече слободно и земјите членки на Европската унија ќе не можат да стават вето се до моментот додека не почне ратификацијата на предпристапните протоколи во националните парламенти на 20 земји членки на Европската унија. Ова дава некаква предвидливост. Да, се слагам со вас. Ова дава некаква предвидливост. Но тука се поставува прашањето дали ние одиме на Олимписки игри само за да учествуваме или да застанеме на пиедесталот и да направиме некаков резултат. Јас мислам дека, да се надовршам на вашата теза, ако ние сакаме да се европеизираме, треба да дојдеме до самата цел, да бидеме 28-та членка и знамето наше да биде таму исто како и останатите 27. Која е мојата гаранција? Повторно ќе кажам, ако не видам добра волја од Бугарија да почитува одлуки на европски институции, дека иако успешно, фуриозно ги завршиме сите поглавја и преговори, дека на самата ратификација на протоколот нема да добиеме вето повторно. Треба за тоа да размислуваме, затоа што јас не сакам во животот да се надпреварувам колку да учествувам. Сакам да освојам нешто, да застанам таму. Кога Бугарија би направила некаков гест, под притисок, претпоставувам, на меѓународната заедница, дали тоа ќе биде доволна гаранција за ВМРО да помене? Затоа што вие претходно зборувавте за други некои услови, одложено дејство. Сега го ставате фокусот на ова прашање, дали е тоа приоритетно? Не, бидејќи вие ја водите дискусијата поврзана со новата методологија. Инаку да, и одложено дејство е опција. И тоа е опција. И тоа е повторна опција, не велам не. Но бидејќи ме водите во таа насока, затоа давам такви одговори. Инаку, видете, Бугарија мора да покаже добра волја. А меѓународната заедница да покаже дека на вистински сака да ја види Македонија таму после се што направи Македонија како лојален сојузник на Европската заедница. Откажувајќи се од многу национални атрибути, кои што начнаа во македонскиот идентитет, кои што никој претходно не го направил од тие земји членки. Се откажавме од знаме 90-тите, менувавме банкноти, менувавме устав 6-7 пати, нова територијална поделба, на насилен начин се промени устав и уставно име, и ниту една од овие сите земји членки ни приближно, па имаше еден спор помеѓу Словенија и Хрватска, за да може Словенија да излезе на меѓународни води, па се чекаше да има level playing field, односно рамен терен, за да се поведе арбитража, откако Хрватска ќе стане земја членка на Европската унија. Тоа е суштината. Ние не бараме ништо повеќе од тоа што го барале другите. И видете, Бугарија е држава која што во тоа друштво на европските земји многу зависи од дотациите и структурните фондови кои што ги добива. Не може мене никој да ме убеди дека не постои начин да покаже Бугарија добра волја, имајќи го ова во предвид. Јас ви гарантирам со мал укор дека нема да има таков едноставен пристап до тие структурни фондови, мислам дека поинаку ќе се преговара и ќе се разговара на оваа тема. Добро, по последната лидерска средба и, да речам, неуспехот да се постигне некаков договор околу тоа кои би биле следни чекори во однос на уставните измени, постојат ли уште некакви разговори? Има ли некакви контакти или за вас таа врата е целосно затворена? Постои ли можност повторно да седнете со Ковачевски да разговарате? Не, по ова прашање мислам дека темата е затворена, нема кога. Веќе дојдовме октомври месец, ние се наоѓаме на помалку од 6 месеци од изборен процес. Ова не се случило никогаш.
како сега, да нема комуникација на тема што правиме. Бидејќи имаме два значајни изборни процеси кои што за неколку месеци од денеска ќе ни се случат. Да, и очигледно сите сте веќе во некаква кампања. Ама нормално е тоа. Така било и се порано. чувствува дека доаѓаат избори. Ама видете, нема ниту лидерска средба да разговараме за дати. Нема разговори што значи адаптирање на изборниот законник. Тоа не се случило сега, а јасни се препораките на ОДИХР дека 6 месеци пред избори не треба да се менува изборниот законник. Абер нема кај нас тоа. И трета работа, никој не му текнало да испрати покана до наблюдувачката мисија на ОПСЕ и ОДИХР во услови кога се наоѓаме пред два значајни изборни процеси. Тоа се претседателските и парламентарните избори. Тие, знаете, имаат два типа на мисија. Едните се со подолг престој, другите се со пократок престој. Овие со подолг веќе требаше да се во Македонија. Затоа што не е битно дали ќе имаме споени, раздвоени, тотално е неважно во случајов. Важно е дека ние тамо негде втора половина на март, прва половина на април ќе имаме прв круг претседателски избори. И тоа е уставна категорија и тука нема желбите на Ковачевски пуште некој месец да биде премиер и така. Тоа мора да се случи. Тоа е за помалку 6 месеци од денес. Никаква лидерска средба. Никакви разговори за изборен дека треба закон. тоа да се случи. Ама порано никогаш ова не се случило, Славица. Ова никогаш порано не се случило. Ова е несериозно однесување на владата. Не е ова влада за едно прашање. Никој во Македонија не го интересира дали тие ветиле нешто или не ветиле. Ќе инсистирате ли на таа лидерска да се случат и изборни циклуси заедно? Апелирам, апсолутно. Апсолутно ќе инсистирам затоа што тоа е одговорно и државнички. Тоа е одговорно и државнички. Ме брифираше денеска координаторот на пратеничката група Никола Мицевски дека имале состанок со представници од меѓународна заедница и Тала Џафери брифирал дека два термина се некои термини кога би можеле тоа да се одржат, 5 мај и 21 април, нешто така ми кажа се 5 мај е Великден. Како ќе имам избори на 5 мај? Пред тоа се великденски пости, пред тоа е Рамазан, пред тоа се рамазански пости. Никој не седнал да разговара. Ние треба да седнеме да разговараме, ова се суштински теми. Има ли Македонија по 10 милиони евра да дава за изборни гимнастики и желби на корумпирани владени функционери? Ако имаме, повикајте и стопанските комори, бизнес заедницата. Има ли Македонија доволно пари да влезе во еден бесконечен циклус на избор на председател кој што континуирано ќе биде неуспешен? Да видиме што ќе каже стопанството, бидејќи тие се оние кои што го полнат. Мислам, дали е ова услов кој би го поставиле на лидерска средба, дека двата изборни циклуси треба да бидат заедно, во спротивно дека нема да учествуваат? Нема проблем за ВМРО да помине. Секако ќе учествуваме. Секако ќе учествуваме и ќе победиме. Јас тоа го кажав. Првиот круг претседателски избори од 100 до 150 илјади ќе биде разликата помеѓу кандидатот на ВМРО и на СДСМ. Држате ме за збор. Не ни е нас тоа важно од партиска гледна точка. Важно ни е државничка. Не сакам да трошиме пари попусто. И пологично е да успеат претседателските избори, доколку вториот круг се заедно со парламентарните. Ке има поголема мобилизација и така натаму и така натаму. Во спротивно, постои голема можност да имаме неуспешни претседателски избори од многу фактори. Не затоа што ВМРО да помине нема да излезе. Немаме ние причина зашто да не излеземе. Бидејќи победуваме, ние сме убедени во тоа. Во добриот резултат. Може други политички партии и други етнички заедници да не излезат. Затоа што можеби ќе немаат интерес да излезат. Како све во животот, и оваа работа е поврзана со интересот. И континуирано ние да влегуваме во еден вртлок политички во кој што континуирано ќе трошиме по неколку милиони евра. Имајте предвид дека имаме техничка влада, ќе треба време да се формира влада, доаѓа есен зима, потоа од пролет следната влегуваме во кампања за локалните избори 25-та. Имаме ли ние како држава и како општество 2 години на располагање за избори само да зборуваме? Ја не мислам дека имаме и не мислам дека можеме тоа да си го дозволиме. Баравте да нема пржинска влада пред следните избори. Тоа беше услов за брзи предвремени парламентарни избори. Доколку се редовни, ќе има пржинска влада. Тоа се редовни условите. Ние баравме брза организација на тој изборен процес и бевме подготвени да се откажеме од пржинската влада. Видовме една фотографија од седиштето на СДСМ, каде што и сегашниот лидер и
Претходниот лидер Заев и потенцијалниот председателски кандидат Оливер Спасовски беа седнати заедно и транспарентно велат се разговарало за избори, се консолидира на овој начин и ВМРО-ДПМН? Па ВМРО-ДПМН е консолидирано. Има кохезија во ВМРО-ДПМН, можеби како што немало никогаш. До сега сум наистина задоволен од атмосферата во рамките на политичката партија, во рамките на коалицијата. И можам да кажам дека влада единство, влада е победничка атмосфера, секаде каде што да има низ Македонија, малтене во низок старт се активистите, во низок старт се и граѓаните за да дојдат избори и ценам дека победата ќе биде убедлива и голема. Христијан Мицковски во тема на денот, ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам на можноста, се надевам дека бевме интересни за вашите гледачи. Благодарам.